Почитувани гледачи, добар ден. Родителите кои имаат деца со хендикеп и се грижат за нив, директно се засегнати од потребите за законски промени со кои би им се олеснило во одредени сегменти на секојдневното живење. Сдруженијето за промовирање на инклузивно општество, Инклузива од Куманово, ги сподели следниве информации. Сдруженијето Инклузива е сдружение на граѓани кое ги застапува правата на лицата со попреченост, без оглед на видот на попреченоста, полот, националноста, значи сите оние ранливи групи покрај лицата со попреченост и нивните семејства, значи родителите, браќата, сестрите, бидејќи и тие се една од маргинализираните групи во општеството. Во Република Македонија е усвоена и ратификувана Конвенцијата на Обединети нации, која е устав на лицата со попреченост, каде што се нивните права загарантирани. А секоја држава што ја има подпишано Конвенцијата, има обврска да ги прилагодува законите според одредбите на Конвенцијата и да ги почитува правата на лицата со попреченост. Направиме истражување во сите 8 региони во Република Македонија во 7 области, во кои спаѓаат правата на лицата со попреченост и нивните семејства. Препораките се вметнати во овој документ од 8 области, но нашата иницијатива што и произлезе од документот е измена на 2 закони, односно првично би се залагале за измена на Закон за здравствена заштита и осигурување на лицата со попреченост и Законот за социјална заштита, каде бараме изедначување на права на биолошко изгрижувачко семејство. Зошто е тоа така? И зошто е ова иницијатива ќе се покрене од овој огромен документ? Затоа што здравјето е најважниот сегмент на секој човек и на лицата со попреченост. Во Законот за здравствена заштита и осигурување, лицата со попреченост имаат ослободување од партиципација при набавка на лекарства и ортопедски помагала до определена возрастна граница. За ортопедски помагала возрастната граница е 18 години, а за набавка на лекарства 26 години. Никој не се запрашал дали потребата за лекарства се зголемува после таа возраст. Туку е донесена законска одредба од таа возраст плаќаат како сите други луѓе. Од лично искуство мое, но и на другите семејства и лица со попреченост, ние осознавме дека потребата е многу поголема, бидејќи тие користат лекарства од мала возраст и после таа возрастна граница се зголемува бројот на лекарства. И сите додатоци што ги добиваат од државата не им се доволни за да ја платат партиципацијата и се откажуваат од своето лечење. Нивното здравје се влошува и работната способност се намалува. Со тоа губи и семејството и лицето, но најмногу губи општеството. Губи работно способни граѓани.
Од Законот за социјална заштита, биолошкото семејство кој има член со попреченост, воопшто не е поддржано од страна на државата. Зошто е тоа така? Процесот на деинституционализација кај нас во Македонија се спроведува од 2000 година и воопшто не е спроведен. Токму поради оваа причина. Треба да се направи превенција од сместување во институции со самата поддршка на биолошкото семејство. Еден од родителите, најчесто мајката, е невработен поради грижа и нега за своето дете. Бидејќи каде и да тргне тоа детенце од најмала возраст, дали е тоа на лекување, рехабилитација, образование, му треба придружник, а тоа е родителот. Значи, средината во која што живее е најкорисна, биолошкото семејство е најкорисно и незаменливо. Но родителот воопшто не добива никаква поддршка. Ако родителот се откаже, во многу случаеви се принудени да се откажат од своите деца затоа што не може да издржат ниту финансиски, ниту психолошки, со сите притисоци од околината. Ако го земе згрижувачко семејство, добива месечна плата и му се плаќаат придонеси и после згрижување, без оглед дали детето е со попреченост или без попреченост, а по 10 години згрижување на различни лица, кога ќе наврши старосна граница, го следува пензија. Го згрижувачко семејство, каде што нема обврска временски да биде ограничено времето, колку време ќе го згрижува. Туку може да ги менуваат. Да биде со попреченост, без попреченост и тие имаат финансиски бенефиции од државата. Ние не викаме дека не треба да се поддржи згрижувачкото семејство, треба, но да се изедначат правата на згрижувачките и биолошките семејства. Во исто време државата ќе добие. Зошто? Во институциите одвојува огромни средства, значи во еве на пример Демир Капија се одвојуваат огромни средства за вработени, за храна,